Господине Мојсовски, народниот правобранител во својот извештај за затворите експлицитно вели дека се во катастрофална состојба со нечовечки услови. Во каква состојба вие го затекнавте казнено-поправниот дом Идризово од кога дојдовте на функција? Па добро, видете се, во моментов извештај што го даде народниот правобранител е за 2017 година. Јас сум релативно нов во оваа установа, скоро 2,5 месеци. Ситуацијата како што е затекнав не беше во најдобра. Меѓутоа, како што одиме до подобрување на условите на работа, со тоа што во завршна фаза сме, чекаме уште одобрение од Министерството за транспорт и врски, каде што два нови објекти, полуотворено и отворено, употребната дозвола, мислам дека за недела-две ќе добиеме, каде што нагло од лоши услови кои што ги имам затечено, ќе дојдеме во една добри услови за работа и за управата на овој затвор и подобри услови за самите затвореници. Има ли место за сите затвореници? Се вели дека капацитетот веќе одамна е исполнет и премиерот Заев тоа го констатираше при посета на затворот. И со оглед на тоа, има ли доволен број на вработени во затворската полиција со оглед на големиот број на затвореници? Па видете сега, тоа е информација пред амнестијата. Значи, пред да дојде за амнестијата во овој затвор, што е со капацитет од 1200 затвореници, имало околу 1900 затвореници. Што значи, после амнестијата со која се ослободени преку 600 затвореници, во моментов нашиот затвор, во моментов број под 1000 затвореници, што во моментов имаме и дури слободни кревети. Во моментов тој број е намален. Во таа смисла и бројот на вработени биле во многу тешки услови работеле. Значи, со истиот број на вработени се обслужувале 1900 затвореници. Со таа бројка што е сега, на 1000 затвореници, сепак пак е мала бројката на затворската полиција, меѓутоа се снаоѓаме подобро него пред амнестијата. Познато е дека голем дел од затворениците имаат телефони со себе и како и тоа дека се врши трговија од секаков вид, внатре храна, облека, дури наркотични средства. Се врши ли некаква проверка на затворската полиција? Видете, значи да, ние долу ќе подеме после ќе видите, имаме скенер каде што вршиме тотален претрес и на сите пакети што ги добиваат затворениците и на сите вработени што влагуваат внатре. Ние имаме и отворен телефон во Агенцијата за санкции, каде што може да се пријават такви работи за неправилности, правиме раци, наоѓаме телефони, меѓутоа во тој дел ние како управа ригорозно ги казнуваме тие што ги наоѓаме, нарочито затворениците добиваат рапорти, казни, соодветни казни спрема прекршокот што е направен, и го гледаме да го сведиме на минимум тоа нешто ако го имало. Меѓутоа, разговараме со затвореници на таа тема. Има ли потребната опрема затворската полиција? Се шпекулира исто така дека нема нефункционални радиостаници, дека нема доволно опрема за ноќно наблюдување, дури возилата со кои се пренесуваат затворениците се импровизирани. Па со оглед на тоа колку е безбеден затворот воопшто? Во моментов, пред да дојдем јас, стварно беше затечено нешто, меѓутоа не дека воопшто не работат, мал е бројот на радиостаници за добра врска. Меѓутоа во моментов имаме некоја преговари соработка со МВР, каде што ќе ни донираат одреден број на радиостаници. Во делот на возилата во моментов тие што се во моментов имаме една процедура на уште 2 нови возила што ќе добиеме, каде што мислам дека влагаме во еден добар правец за сигурно спроведување на затворниците до здравствените установи или до судовите. Што е со делот препорот? Се збори дека недостасува голем дел од механизацијата која е таму, каде што всушност затворениците треба да се ресоциализираат. Видете се, значи самиот затвор, порано под самиот затвор биле тие две препороти и економија. После 2002 година, значи се како два нови правни субјекти, економија и препорот. Тие два нови правни субјекти се што во моментов, јас не можам во име нивно да зборувам дали фалат некои машини или не. Во извештајот на народниот правобранител исто така се вели дека голем дел од затворите немаат доволен број на медицински персонал.
Како стои казнено-поправниот дом Идризово по ова прашање? Во самото мое доаѓање во медицинскиот персонал го презеде Министерство за здравство. Во моментов јавно здравство Скопје раководи со тоа и знам дека во моментов имаме недоволен број на доктори, меѓутоа имам 3 доктори обслужуваат и 3 медицински сестри самиот овој затвор. Имате ли воспоставено некаква комуникација со синдикатот на затворската полиција? Голем дел од вработените се жалат на лоша обработка на платите? Значи, кога дојдов прво што направив средба со претседател на независниот синдикат. Значи, имам затечено една страшна лоша ситуација со премногу тужби, премногу исплати, во кои исплати, за жал, во 2017 година само 100.000 евра се потрошени за извршители и адвокати. Плюс што има добивано платата самите вработени. Во новиот закон што се припрема за санкции, што е во завршна фаза треба да биде, беа вклучени и самиот синдикат и самиот претседател на синдикатот, каде што се прават некои измени и да се поправат грешките од минатото. Значи, овие се затечени работи каде што одредени неправилности се правени спрема самите вработени. До каде е реновирањето на затворот и кога целосно би требало да биде готов? Голем дел од зградата е реновиран, меѓутоа во 2019 почнуваат нова зграда за затворениот дел, така да многу малце ќе се вклучуваат реновирањето, цела работа се насочуваат кон новиот затвор. Кои се вашите планови за подобрување на условите во затворот? Значи, главна цел ние да се зголеми, да се оди кон ресоциализација на затворениците, да не дојдат повторно како повратници, да бидат ресоциализирани. Тој дел во последниве 6-7 години е бил замрен од X причини, меѓу кои преголемата бројка. Мислам дека со начинот на пресоциализирање, што е главна цел на сите казнено-поправни установи, ќе дојдеме до подобрување на самите затвореници со добивање на некои сертификати и дипломи во соработка со Работничкиот универзитет.